Здраво, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за една тема која што многу ќе ви помогне на оние кои што се трудите да додадете производи во вашата исхрана, кои што се здрави, а всушност се нешто што нема на долг рок, не знам, спектакуларно да промени во вашиот изглед, здравие, тело и така натаму, а се работи за солта и се работи за тоа што гледам многу луѓе денеска дека се ориентираат на морска сол, конзумирање на хималајска сол, калиумова и така натаму. И сакам да дадам мое мислење и некои факти кои што ќе ви бидат логични и факти кои што ќе ви оттргнат од оние гласини и од оние шпекулации кои што во принцип се точни, но не прават некоја огромна разлика. На што всушност мислам? Готварската сол која што многу од нас сме ја користеле и се уште ја користиме, ја конкретно се уште ја користам. Ако ја гледаме нутритивно, прва работа, изворот нејзин е од нели. Има рудници во кои што се вадат тие камења и минерални кои што всушност и содржат сол и со одреден процес се произведува солта. Појма немам, не ми е јасно како се произведува, но знам дека од таму е изворот. Од друга страна, морската сол доаѓа од морето. Ако ги гледате нутритивно, во една лажица кафена на готварска сол, онаа што си ја користиме дома, има отприлика 2300 до 2500 на милиграма содиум, односно натриум во таа лажичка. Истата количина на натриум ја има и во морската сол, односно една лажичка кафена од морска сол ја има идентично истата количина на натриум. Разликата и она што повеќето од луѓето го купуваме е тоа што во морската сол ни е маркетирано дека има повеќе железо, дека има повеќе магнезиум и одредени минерали кои што можеби ги нема во готварската сол кој што ја си ја користиме дома. Сега, каде е целата шпекулација и каде практично грешиме повеќето од луѓето и купуваме нешто што е вистина, но не ни прави нас разлика во секојдневието, е тоа што тие количини на железо и тие количини на магнезиум се многу мали. Што тоа подразбира? Во една лажичка кафена, која што можеби ќе има 2 грама на сол, која ќе ја ставиме во нашето јадење, во 2 грама, ако има да речеме 10% на железо повеќе од тоа што има готварската сол, прерачунете самите колку е тоа мала количина на железо и колку нема да направи никаков ефект врз целокупната состојба на железо во крв или не знам да очекуваме дека ќе се подобри нашата крвна слика. Од друга страна истото и за магнезиум. Не ги знам точните вредности на колку процент на железо има во морска сол, но колку и да е, на 2 грама тоа е премала количина на железо, премала на количина на магнезиум. Од друга страна, она што има готварската сол, а нема морската сол, е јод, кој што е исклучително важен минерал и тоа значи повторно дека јодот нема ние да го надоместиме само преку солта. Јодот ќе го надоместиме преку здрав и правилен начин на исхрана, исто кој што ќе ги надоместиме и железото и магнезиумот и сите микронутриенти, односно витамини и минерали. И со ова сакам да ви дека тоа што можеби вие ќе се преориентирате на морска сол, што ќе се преориентирате на хималајска сол или на калиумова сол, нема да ви направи огромна промена во вашата состојба, затоа што количините кои што ние ги внесуваме на сол и кои што ги додаваме во нашата исхрана се премали. Се работи за 5-6, максимум 10 грама на сол дневно, ако некој можеби јаде премногу солена храна и ужива во премногу солена храна. Од друга страна, без разлика дали е тоа хималајска сол или дали е морска сол, или дали е калиумова или готварска сол кој што се користиме дома јодирана, ако вие внесувате преголема количина на сол, без разлика од која ја користите, високото ниво на натриум секако ќе ги оштети процесите, односно ќе влијае лошо на кардиоваскуларниот систем, ќе влијае лошо на бубрезите и повторно сте ја направили истата грешка. Така да немој да се лажете дека тоа што ќе префрлите од готварска на морска сол, а ќе користите повторно голема количина на сол во вашето јадење, дека сте завршиле голема работа, истиот ефект речисти сте го постигнале, можеби за
50 години од сега, секојдневното конзумирање на морска сол ќе придонесе да во вашиот живот сте внеле малку нешто повеќе на железо и магнезиум за разлика од тоа што ќе внесете со готварската сол. Значи, мит кој што верувам на многу од вас ќе ви помогне. Од друга страна, знаете дека овие морска, хималајска и така натаму се малку поскапи. Она исто така што ќе го направите, ќе потрошите некој денар повеќе, а нема да добиете некој голем, односно многу голем ефект врз вашата добра состојба. Се знае како се постигнува добар ефект врз добра состојбата, а тоа тука јас константно го зборувам. Добри оброци, добар поедок, редовност, вода, физичка активност, нешто што секој од вас го знае. Така да, дечки, тука завршувам за оваа тема. Фала ви за внимание. Фала ви што ме следите. Слободно користете го хаштагот #AskJosif, поставувајте ми прашања, тука сум јас да давам одговори и да ви помогнам можеби во некоја дилема и мит која што ви се врти во глава. До следната епизода ви посакувам убав ден, здрави животни навики и се гледаме. Чао, чао.